Добар ден, ученици! Добре дојдовте во Е-училница. Денешната Е-училница е предвидена за предметот ликовно образование. Јас сум наставник Марија Богатиновска од Пробиштип и денеска ќе научиме за боја и основни бои. Цел на овој час е да се запознаете со основните бои и да знаете дека со нивно мешање настануваат секундарните бои. Да применувате сликарски техники и да ракувате правилно со сликарските материјали и секако да развивате чувство за естетика. За овој час ќе ви биде потребен лист од блок, водени боички и четка и пластична чаша со вода, но тоа ќе го подготвите малку подоцна. Најнапред да ја слушнеме приказната за настинатото мече Теди. Беше студена зима. Мечето Теди по цели денови си играше на снегот и воопшто не ја слушаше својата мајка кога викаше по него да влезе внатре и да се стопли. Затоа и настина. Лежеше во својот кревет и се тресеше од студ. Неговата мајка, иако му беше многу лута затоа што не ја слушаше, сепак го лекуваше и се грижеше за него. Му свари топла супа. Откако Теди ја изеде супата, посака да поспие. Неговата мајка реши да му сплете топол джемпер. Ја отвори фиоката. Мајката ги зеде трите клопчиња кои беа во различни бои и се мислеше во која боја да му сплете джемперче на Теди. Го праша дали сака сино, дали жолто или црвено. Теди не успеа да ја слушне мајка си до крај, кога потона во длабок сон. Сонуваше како едно бело клопче волница му се стркала по удовницата, а тој никако не можеше да го стигне. Клопчето падна во една мала бара. Теди почна силно да плаче. Од барата излезе едно рипче и смешкајки се му го подаде клопчето на Теди. Теди му се заблагодари и му кажа дека не сака неговото джемперче да биде бело, туку да има боја како него. Тогаш рипчето му каже дека тоа има сина боја. Му предложи да го обои клопчето сино и неговото джемперче ќе биде сино. Кон нив се придружија и една група на шатчиња. Кога ги виде Теди шатчињата, се воодушеви од нивната боја. Но јас сакам на моето джемперче да ја има и оваа боја. Каква е таа? Ние имаме жолта боја. Квак, квак, извикаа шатчињата. Во тој момент на прстот на Теди слета една убава бубамара. Кога ја виде, тој веднаш извика: "И оваа боја е преубава." "Јас сум црвена," нежно му одговори бубамарата. "Јас сакам на моето джемперче да ја има и црвената боја." Тогаш Теди се разбуди. Гледаше право во својата мајка. Не знаеше дали се уште сонува. Неговата мајка во рацете држеше преубаво джемперче со сина, жолта и црвена боја. Теди скокна од креветот и силно ја гушна својата мајка. Беше пресреќен што неговиот сон стана стварност. Теди научи дека на неговото джемперче ги има основните бои. Сината, жолтата и црвената боја се основни бои. Дали ви се допадна приказната? Дали мислите дека ова джемперче од сина, жолта и црвена боја доволно ќе го стопли Теди за веќе да не настинува? Да, и јас мислам така. Еве ги основните бои. Црвена, сина, жолта. Сина, црвена, жолта. Жолта, црвена, сина. Воопшто не е важно по кој редослед ќе ги кажуваме. Сите три се основни бои. Тие не се добиваат од други бои и затоа се нарекуваат основни бои. Нив ги има насекаде околу нас. Ајде да видиме што се можеме да прикажеме со црвена, жолта и сина боја. Црвени се јаготките, црвени се некои книги, джемот од јагоди, јаболкото, бубамарата, црвено копче, црвено ракче, а имаме и црвена пиперка, може и балончето да биде црвено и морската ѕвезда. Со жолта боја се прикажани сонцето,
звездичките и месечинките. Потоа лимонот, жолта пиперка, имаме и жолти автомобили, пајче, банани и уште многу други предмети. Со сина боја можеме да представиме и дел од нашата облека. Може и да имаме балонче во сина боја. Пиленце, пеперутка, рибка, мафинка и уште многу други предмети околу нас. А дали сте знаеле дека секоја боја си има свое значење или е символ на нешто? Еве кое е значењето на основните бои. Црвената боја е символ на љубовта. Затоа кога цртаме срценце, тоа обично го боиме со црвена боја. Жолтата боја пак е символ на среќа и надеж. А сината боја е символ на слободата и бескрајноста. Исто како што синото небо е бескрајно, синиот океан или морето е исто така, ни се чини дека е бескрајно. Со мешањето на трите основни бои се добиваат секундарните бои. Како тоа? Еве, например, имаме црвена и жолта боја. Доколку ги истуриме во еден друг сат, ќе добиеме портокалова боја. Ако измешаме црвена и сина боја, ќе добиеме виолетова. А ако измешаме сина и жолта боја, ќе добиеме зелена боја. Ова е нешто како во математиката. Црвена плюс жолта е еднакво на портокалова. Сина плюс црвена е еднакво на виолетова. Сина плюс жолта е еднакво на зелена. Но ние денеска ќе се задржиме само на основните бои. Ќе цртаме нешто по собствена желба. Ова е слободно компонирање. Значи на оваа слика се употребени основните бои без со нив да се прикаже некаков одреден предмет. Ликот на Снежана е идеален пример за употреба на основни бои, затоа што фустанчето на Снежана е сошиено баш со боите што се основни. Можете на вашиот цртеж да представите и 3 рибки што ќе ги обоите со основните бои. Овој цртеж или оваа композиција е прикажана само со употреба на основните бои жолта, сина и црвена. Птица, папагалче, исто така композиција од основни бои, а овој дел од летен одмор е исто така насликан со употреба на основните бои. Еве и еден поедноставен пример или предлог што можете да го нацртате, а тоа е чадорче. Чадорчето може да биде поделено на 3 дела и да го обоите само со основните бои. За оние поупорните можете да го насликате или нацртате првично со 6 дела, за да оставите простор и за секундарните бои. Овој триаголник овде ќе ви помогне како да го избоите ова чадорче, доколку се одлучите за представување на чадорче со 6 дела. Рабовите се основни бои, црвена, жолта, сина. Помеѓу нив се наоѓа бојата што се добива со мешање на двете бои. Еве, например, ако почнеме од црвено, па ќе оставиме необоено едно делче од чадорчето, па ќе избоиме со жолто, црвено-жолто, помеѓу нив е портокалово. Понатаму жолто, па сино, еве ги жолто, сино, помеѓу нив е црвено. И помеѓу сино и црвено ќе ни биде виолетово. Внимавај на уредноста и правилното користење на ликовниот прибор и материјал. Што значи тоа? Дека треба смирено да работиме, без да брзаме. Листот ќе го ставите пред вас, а боичките и чашата со вода, која што не треба да биде полна догоре, туку околу до средина, ќе ги ставите над листот, не покрај раката, за да не ја турнете и истурите чашата со вода. Водата служи за миење на четката и после употреба на секоја боја треба убаво да ја измиеме четката и водичката да ја менуваме редовно.
Ке внимавате да не излегувате, значи, од линиите, да биде уредно и да користите доволно количина на вода, затоа што овие боички се викаат водени боички. Да не биде ниту премногу употреба на вода, ниту премалку. Вие сами тоа ќе го почувствувате со вашата рака. И сега накратко да видиме што научивме денеска. Одговарај на прашањата. Кои се основни бои? Одлично. Зошто се викаат основни бои? Така, затоа што со нивно меѓусебно мешање се добиваат други бои кои се нарекуваат секундарни бои. А сега да ве проверам дали научивте. Ова се трите можни одговори и треба да покажуваме со прстот, значи, која боја се добива со мешање на жолта и сина. Покажи со прстот. Одлично. Црвена и сина, кога ќе помешаме, ќе добиеме браво, фиолетова, и црвена и жолта, портокалова. Време е да го завршиш твојот цртеж, односно твојата композиција. Сам ќе одбереш што ќе насликаш со помош на основните бои. Она што ќе го сработиш, ќе го фотографираш и ќе го испратиш на твојот наставник или наставничка. Ти благодарам на вниманието.